кратки најави за денешниот дневник. Еколошката свест ниска, депонии на дното на езерото. Мешани инспекцијски контроли регистрирале по сериозни прекршувања во Охрид. Во океаните од дезинформации, покрај вистината, жртви и професионалните новинари. Санкционирано е вршење на јавен превоз на патници без лиценца. Ново поскапување на горивата. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд проследени со ветер и пад на температурите. Максималната дневна само 14 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда намалување на облачноста. Во среда на северна, североисточна и источна Европа сончево со локална облачност, стабилно на крајниот запад и југозапад од Европа. Во останатите делови од стариот континент умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре времето претежно сончево, ќе има локална облачност и ќе биде потопло со пораст на дневните температури. Максималните дневни температури на полуостровот од 18 до 23 степени Целзиусови. Во Македонија во среда свежо утро со утрински температури кои ќе бидат во пад, ќе се движат во интервал од 1 до 9 степени, а во текот на денот сончево време со локална облачност и потопло. Максималните дневни температури во пораст во интервал од 15 до 24 степени Целзиусови. Во среда свежо утро температура од 7 степени, а во текот на денот сончево време со локална облачност. Температурата 18. Во четврток свежо утро. Во текот на денот сончево со локална облачност и уште потопло. Максималните 21. Во петок и сабота умерено облачно и нестабилно време со нов пад на температурите. Минималната 9 односно 10, максималните 15 односно 14 степени Целзиусови. Градот ти се случува секој ден со сите своји добри и лоши страни. Сликај или сними со својот мобилен телефон се што сметаш дека е лоша појава или добар пример во заедницата. Инфраструктура, Загадување, екологија, социјала, здравство, бирократија, улици, узурпација на јавни површини, јавен ред, паркови, улични кучиња, јавно осветлување, урбана опрема, градинки, училишта. Испрати на tvm.mk или на профилите на регионална телевизија ТВМ на социјалните мрежи. Сподели со хаштаг Ти си твојот град и доби подароци и ваучери. Администраторите вршат надзор над содржините и нема да се објавуваат содржини со кои се нарушува ничија приватност, достоинство, навредливи вулгарни содржини, содржина која содржи говор на омраза или повикува на насилство или на друг начин ги повредува позитивните законски прописи или е нерелевантна за проектот. Ти си твојот град. Супер акција во Миса Маркети. Јана ладен чај 1,5 литар 49 денари. Јагоди паковка 59 денари. Домашен ајвар блак 530 грама 189 денари. Аргета јуниор 95 грама 39 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Еколошката свест ниска. Огромни количини отпад на дното на Охридското езеро. Охридскиот нуркач Паскали преку подводни видеа на потегот од Сараиште до градското пристаниште секојдневно ги прикажува убавините на Охридското езеро, но и натрупаните количини отпад, со една единствена порака да се подигне еколошката свест кај граѓаните. И покрај сите апели за подигнување на еколошката свест кај граѓаните, се повеќе отпад на дното на Охридското езеро. И покрај честите акции за чистење, секој бран или ветер носи нови количини ѓубре од длабочините. Охридскиот нуркач Паскали преку подводни видеа на потегот од Сараиште до градското пристаниште секојдневно ги прикажува убавините на Охридското езеро, но и натрупаните количини отпад со една единствена порака да се подигне еколошката свест кај граѓаните. Овај последниот период се занимаваме со чистење на низ Охридското езеро, бидејќи све повеќе и повеќе забележуваме отпад, ние чистиме, одреден период мислиме дека некако е почисто, но сепак после одредени промени во времето, некој поголем бран или ветар, ѓубрето ни се враќа и ние пак сме на истата точка во загадена средина. Со други истражувања не можеме да се занимаваме. Паскали постојано апелира да престане да се употребува пластика за еднократна употреба, која впрочем и најчесто ја има на дното на Охридското езеро. Целата амбалажа на сите производи треба да биде биоразградива. Потребни се итни мерки, зашто ова немат крај, ова е еден круг бесконечен, во кој сме заглавени, значи потребни се итни мерки, подитно значи мора да престанеме да произведвиме и да конзумираме пластика за еднократна употреба во својот живот. Значи подитно, денеска да престанеме да ја произведвиме, ние уште 50 години нема да се справиме со отпадот кој го имаме веќе низ целава земјина планета. Така да потребни се итни мерки, потребна е промена во амбалажата на прехранбените производи. И покрај постојаните акции за чистење и апели за подигнување на екосвеста, да не се загадува природата, сепак активистите најчесто отпад наоѓаат на оние места каде најчесто се движат граѓаните, по плажите, кејот и дното на езерото. Инспекторите од неколку државни инспекторати имаа работа во продолжениот празничен викенд. Се контролирале објекти од повеќе дејности во почитување на законските одредби. Констатирани се неколку посериозни прекршувања за кои се изречени парични глоби. Инспекторите од неколку државни инспекторати спроведоа координирани контроли за време на празничниот продолжен викенд. Инспекторите од пазарната, трудовата и даночната инспекција заедно со МВР имаа координирани акции во ресторани, ноќни клубови, маркети, бензински станици, информира Цветко Ристевски, раководител на подрачната единица на државниот пазарен инспекторат. При контролите во угостителски објект во Охрид биле затекнати повеќе малолетни лица од Охрид и Струга, а утврдени се и неколку посериозни прекршоци во неколку дејности. Еден субјект неправилност, непридржување на работното време. За таа неправилност констатирано е дека и после еден час од продолжил со работа, зашто му се изречени прекршочни санкции, издадена му е глоба согласно Законот за угостителска дејност и привремена забрана за вршење на дејност. 3 ноќни клубови кои работат во Охрид поседувале валидна документација, информираат од државниот пазарен инспекторат. Пазарните инспектори не затекнале неправилности во нивното работење, како што е случај со одредени ноќни клубови низ земјава кои работат без лиценци. Инспекторите покрај интензивните контроли на угостителските објекти за време на празниците во континуитет ја контролираат и работата на трговците. Констатирале стабилизирање на еуфоријата настаната со покачување на цените и предизвикување на вештачки недостаток на одредени производи на рафтовите во продавниците и маркетите. Контроли во поглед на почитување на одлуката за определување на највисоки цени и маржи на одредени стоки, континуирано вршиме надзор во тој дел. И сега во последниве 10 дена забележено е стабилизирање и на снабдувањето
и на цените. Немаме неправилности. Тука неправилности имавме во почетокот на април. На Охридско-Струшкото подрачје направени се проверки во работата на бензинските пумпи. 3 бензински пумпи заработиле прекршочни платни налози за точење гориво со небаждарени мерила. Против нив се изречени прекршочни глоби и санкции по Законот за метеорологија. Четврток и петок, 5 и 6 мај, во новите простории на изложбениот центар на Белчишко блато во село Белчишта ќе се одржи работилница во рамките на проектот за чувување на Белчишко блато со ангажирање на општина Дебарца и локалните чинители. Целта на проектот е изработка на студија за валоризација на природните и социоекономските вредности на блатото за прогласување на блатото за заштитено подрачје, теренски истражувања и јакнење на свеста на локалното население за придобивките и значењето на блатото, информираат од општина Дебарца. Проектот кој започна на 1 јуни 2020 година и ќе трае до 31 мај годинава е финансиран од критичниот еколошки партнерски фонд ЦЕП, кој го препознаа блатото како вреден и најзачуван блатен екосистем на територијата на нашата држава. Одбележан 3 мај Светскиот ден на слободата на медиумите. Председателот на Македонија Стево Пендаровски истакна дека во време на океани од дезинформации кои се закана за секоја демократија, освен вистината, први жртви се и медиумските работници. Иако денес имаме поголема слобода на говорот од порано, согласно извештајот на Репортери без граници, каде земјава скок од 33 места има во делот на медиумските слободи, тоа не треба да не залажува. Таа слобода е ограничена во зависноста на медиумите од пари, рече денес Младен Чадиковски, председателот на ЗНМ. Загрозувањето на работата на медиумските работници е загрозување на медиумската слобода. Заплашувањето, физичките напади и уцените, вознемирувањето на интернет, родово базираното вознемирувачко говорење, дискриминацијата и другите форми на притисок им оневозможуваат на медиумските работници слободно да ја работат својата работа, истакна денес на Светскиот ден на слободата на медиумите, шефот на државата Стево Пендаровски. Тој повлече дека ги поддржува измените на кривичниот законник иницирани од страна на Сдруженијето на новинари на Македонија и синдикатот, со кој се предлага нападот врз новинарите и медиумските работници да се третираат како кривични дела, кои ќе се гонат по службена должност, со што ќе се овозможи поголема заштита на новинарите и медиумските работници. Охрабрува што релевантни извештаи нотираат дека транспарентноста на институциите се напредува, а се намалува бројот на случаи на закани и напади. Според извештајот на Сдруженијето на новинари на Македонија, во споредба со 2020-та, бројот на регистрирани закани и напади врз новинари и медиумски работници е драстично намален. Имено во 2021-та забележани биле вкупно 5 напади и груби закани кон новинари во споредба со 14 во 2020-та. Бројот на активни тужби за навреда и клевета кон новинар или медиум во 2021-та изнесува 20, што само покажува дека не очекува уште работа за да не дозволиме задушување на медиумските слободи. Сите државни институции се должни да возможуваат непречен пристап до сите информации за нивната работа, за да може новинарите квалитетно да ги информираат граѓаните. Безбедносните и правосудните органи навремено и неселективно да действуваат во случаи кога се загрозува безбедноста на новинарите, Дециден Пендаровски. Првиот човек на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Чадиковски, рече дека водилка на новинарите секогаш е јавниот, а не политичкиот интерес. Дали е тоа можно во денешното економско и политичко окружување во Македонија? Дали е влошена или е подобрена медиумската клима во земјата за да овозможиме пробив на вистинско новинарство? Како да го вратиме достоинството на професијата? Не е доволно да се каже дека денес имаме поголема слобода на говорот од порано. Имаме денеска извештај на Репортери без граници каде што има скок од 33 места во делот на медиумските слободи. Но тоа не треба да не залажува. Таа слобода е ограничена во зависноста на медиумите од пари. Пазарот во нашата земја е мал и недоволно атрактивен и не остава простор за развој на независно новинарство, па медиумите често зависат од политички и бизнис центри на моќ, што го намалува квалитетот на медиумските содржини, Дециден Чадиковски.
Тој посочи дека мора да се спротивставиме на медиумската олигархија, зашто како Фела сме обединети во барањето за формирање независен национален фонд за создавање медиумски содржини од јавен интерес со приоритет кон новинарите од натрешноста. Професионалното новинарство и добрата информација чинат време, труд, размислување, пари. Се имава огромна потреба од квалитетни содржини како на локално, така на регионално и на национално ниво. Националниот сервис мора да стане информативен лидер, за да се подигнат стандардите на целата Фела, додаде Чадиковски. Мора да се прифати процесот на саморегулација, професионалците со прст да ги посочат оние кои што прават проблеми во новинарската Фела. За нарушен јавен ред и мир, вршење јавен превоз без лиценца и санкционирани возачи на мотори, информираат од СВР Охрид во полицискиот билтен за изминатото денонокие. Синоќа околу 22 часот на улицата Аба Семин во Охрид нарушен е јавниот ред и мир со карање, викање и непристојно однесување на две жителки на Скопје на возраст од 30 и 24 години. Против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Околу 20 часот пак полициски службеници на улицата Андреја Јовановски во Охрид пронашле нежигосани огревни дрва. Тие се одземени и предадени на шумската полиција во Охрид. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 45 годишен охриѓанец и 32 годишен стружанец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело вршење јавен превоз без лиценца. При контроли извршени на 8 и 23 април годинава на булеварот Туристичка во Охрид, полициски службеници сопреле патничко возило Форд и Комбе Форд Транзит, што ги управувале пријавените, и констатирале дека немаат соодветна лиценца за вршење јавен превоз на патници во внатрешен сообраќај, издадена од надлежен државен орган, информира портпаролот на СВР Стефан Димовски. Вчера пак во периодот од 14 до 19 часот во Охрид извршени се сообраќајни контроли кон возачи на мотоцикли. При тоа, поради сторени прекршоци, санкционирани се тројца возачи на мотоцикли, од кои еден е исклучен од сообраќај поради управување без возачка дозвола. Портпаролот Димовски информира дека сообраќајните контроли кон возачите на мотоцикли ќе бидат интензивирани со цел доследно придржување до законската одредба за поседување соодветни сообраќајни документи, носење заштитна опрема и другите законски одредби за безбедност во сообраќајот. Ново поскапување на горивата. Цените на бензините од полнок се зголемуваат за 2 денари за литар, а на дизелот за денар и пол, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. За 1 денар поскапува и екстра лесното масло за домаќинство. Новата цена на Евро Супер БС 95 ќе биде 86 денари за литар. Евро Супер БС 98 ќе се продава по цена од 88 денари за литар, а дизелот по цена од 87 денари. Новата цена на екстра лесното масло за домаќинство ќе биде 85 денари за литар. Се зголемува и малопродажната цена на мазутот за 0,510 денари за килограм и истата сега ќе изнесува 52,294 денари за килограм. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Анексија на Донецк и Луганск, но и лажиран референдум за нивно отцепување заедно со регионот Херсон, се едни од потезите кои Путин може да ги повлече до средината на месецот. Војната парада на 9 мај пак е одлично алиби за да се повика на општа мобилизација и војна против нацистите. Путин би можел да ја објави нова војна на Украина на 9 мај за да има алиби да мобилизира уште резервисти во војната со нацистите, а до средината на месецот и да организира референдум за припојување на Донецк и Луганск, па дури и јужниот регион Херсон кон Русија. Ова за медиумите го потврди Майкл Карпентер, американски амбасадор во ОБСЕ. Според него референдумите ќе бидат фалсификувани слично на онај за припојување на полуостровот Крим во 2014 година. Оригиналната неофицијална мнозинска одлука на судот што протече во јавноста сугерира дека Врховниот суд на САД ќе гласа за поништување на одлуката донесена во случајот Ро против Вејд, со која во 1973 година се легализираше абортусот низ САД, објави американскиот портал Политико. Новинарот на Политико Џон Герштајн, кој ги објави наодите, прецизираше дека мислењето на судијата објавено 10 февруари можеби во меѓувреме се променило. Ројтерс досега не можеше да ја потврди ова информација од независни извори, но доколку е точна, би било преседан предлог одлука на Врховниот суд да биде јавно објавена пред нејзиното
нејзино официјално објавување. За сега и Врховниот суд на САД и Белата куќа одбија да ги коментираат написите на порталот Политико. Група луѓе се собраа пред Врховниот суд за да протестираат против оваа судска одлука и правото на абортус. Престанете да ги шпионирате новинарите е мотото под кој денес се одбележува Светскиот ден на слободата на медиумите 3 мај. Овој ден ќе се одбележува на различни начини. Во Франција е најавена специјална церемонија за новинарите кои загинаа заради информација и на неа ќе присуствува генералниот секретар на Меѓународната федерација на новинари Ентони Белинџер, додека во Обединетото кралство се организира едномесечна серија онлайн настани со говорници кои ги истражуваат глобалните закани за новинарството. Во земјава кабинетот на председателот Стево Пендаровски и Сдруженијето на новинари на Македонија ЗНМ организираат панел дискусија посветена на безбедноста на новинарите и медиумските работници. На настанот кој според најавата ќе се одржи во кабинетот на шефот на државата ќе се обратат и представници на неколку домашни медиумски организации. По повод Светскиот ден на слободата на медиумите, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ја испрати пораката дека без слобода на печатот нема вистински демократски општества, како и дека без слобода на печатот нема слобода. Светскиот ден на слободата на медиумите е воспоставен врз основа на одлуката на Генералното собрание на Обединетите нации по препорака на Генералното собрание на УНЕСКО од 1991 година, како ден за одбележување годишнината од усвојувањето на декларацијата Виндхоек за промовирање на независно и плуралистично африканско новинарство од 1991 донесена од африканските новинари во градот Виндхоек, Намибија. На 3 мај се доделува и годишната награда на УНЕСКО Гилермо Камо за слобода на медиумите. Наградата која се доделува од 1997 година му оддава почит на некој лице, организација и институција за придонес во одбраната и или промовирање на слободата на медиумите, особено кога се прави во случај на голема опасност. Австралиската авиокомпанија Qantas објави дека ќе го почне најдолгиот непрекинат комерцијален лет до крајот на 2025 година од Сиднеј до Лондон за 19 часа. По 5 години планирање, компанијата објави дека нарачала 12 авиони Airbus A350.000 за летови до далечните градови како дел од програмата Проекти с Грејсонце. Овие летови ќе почнат од Сиднеј до крајот на 2025 година, а потоцна би можеле да бидат продолжени и во Мелбурн, пишува агенцијата France Press. Qantas почна со тестирање долги летови во 2019 година, вклучувајќи го и тогашниот пробен лет од 17,8 километри меѓу Лондон и Сиднеј, кој траеше 19 часа и 19 минути. Истата година беше тестиран лет меѓу Њујорк и Сиднеј, долг 16,2 километри, кој траеше нешто повеќе од 19 часа. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.